Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма Амбулант. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денешната тема е поврзана со потребата од физиотерапија кај пациенти во постоперативниот период. Кога и на каков начин се применува, дали секогаш дава добри резултати. Гостин во студиото ни е Никодем Велјановски, специјалист физиотерапевт, секако во Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата и ми е чест и задоволство после полого време да се видиме повторно тука. Денеска ќе зборуваме за физиотерапијата после оперативните зафати, но се случува ли за такво нешто да има потреби пред операцијата? Дали физиотерапијата понекогаш може да биде добра подготовка за оперативната процедура? Така, апсолутно, секако дека да. Иако за жал некојаш тој момент знае да се занемари и да се избегне на некој начин, дали свесно или несвесно, дали од пациентите или од медицинскиот персонал, што не е препорачливо, но сепак е потребно пациентите да се подготвени со физиотерапија за самиот оперативен процес кој што следи, нормално доколку тоа е возможно. Кога веќе станува збор за планирани оперативни третмани, се подготвуваат пациентите од одреден период за да може полесно да се сносат со тој оперативен третман, односно нивното опоравување, процесот на рехабилитација да оди полесно, да кажеме, нели? Но за разлика од тоа што кога станува веќе збор за итни оперативни третмани, го немаме тој момент, тоа се го прескокнуваме како чекор, но сепак и постоперативниот период веќе е по, да речам, агресивен на некој начин на опоравување. Да речеме конкретно кај, да земеме за пример ортопедските оперативни третмани, односно замена на зглобови на колено или третман на трауми на лигаменти и слично. Доколку е тоа веќе планирана операција на одреден период, веќе може да се направи план за предоперативна рехабилитација, односно едукација за користење на помагала, за јакнување на мускулатура, но не само на запатениот екстремитет нормално кој што треба да се третира, но туку и на горни и на долни екстремитети, за да може полесно да се одвива целиот процес постоперативно. Ајде да проговориме за ортопедските операции кои што ги споменавте. И тие најчесто ги поврзуваме со физиотерапијата. Првата асоциација ни е операција на колк или пак рамо, шиење на лигаменти или на меки ткиви, и веднаш после тоа следува физиотерапијата. Дали е таа секогаш неопходна? Па во 99% од случаите да. Зошто? Затоа што сепак еве конкретно го земеме за пример оперативен третман со замена на зглобот на колкот. Станува збор за најголемиот зглоб во телото, траума на комплетна мускулатура која што се сече еден од поголемите мускули на долниот екстремитет и сепак тој процес на физиотерапија е неопходен. Би било препорачливо доколку пациентот кај кого што е планирана тој тип на интервенција, да речеме оперативна, барем 1 до 2 недели пред самиот третман да се примени физиотерапија, односно кондициони вежби за зајакнување на таа мускулатура, за да може полесно постоперативно веќе да се спроведат вежбите. Нормално болка не може да нема, сепак е тоа оперативен третман, но гледаме се што е до граница на болка на пациентот за да може да функционира подобро. Сега со физикална терапија најчесто започнува уште првиот постоперативен ден. Да речеме и нултиот ден веќе имаме позиционирање на пациентите, употребуваме најчесто криотерапија, односно ладење на местото каде што е направен оперативен третман за обезболување и за превенција од појава на хематоми и отоци, и веќе од првиот постоперативен ден, односно денот после операцијата, се започнува со физиотерапија. Дали и совршено изведената операција може да создаде проблем доколку нема физиотерапија? Па да не звучи сега грубо, но сепак да. Ние веруваме дека скоро секој тип на оперативен третман е совршено извршен, нели? Докторите се трудат, ортопедските хирурзи конкретно во овој случај се трудат максимално тоа да изгледа многу добро, но сепак физиотерапевтскиот третман е неопходен. Веќе ние не третираме регијата која што зглобот кој што е опериран, туку целиот екстремитет како една целина се работи за да може да функционира. Иако е оперативниот третман завршен, но сепак постоперативниот тек зависи од правилно изведена физиотерапија. А какви техники и процедури се спроведуваат кај ортопедските операции во постоперативниот период во рамките на физиотерапијата? Така, конкретно да земам за пример во нашата клиника, принципот на работа е на така наречен принцип на fast track рехабилитација, односно брза рехабилитација на пациентите за да до 7-миот ден веќе се ослободат да функционираат речиси нормално, односно да користат помагала самостојно да се движат. Како што веќе споменав, се започнува од нултиот ден, од самиот ден по излегување од операција. Ние да не го прескокнеме тој момент, имаме контакт со пациентите уште предоперативно.
доколку нели нормално постојат услови, се среќаваме со нив неколку пати пред операцијата, вршиме едукација за користење на помагала. Тој чекор ни е многу важен за да имаме правилна рехабилитација после самиот оперативен третман. Нормално се едуцира како тоа треба да изгледа. Започнуваме нултиот ден со одветно позициониран екстремитет, во нултиот ден е половина завршена работа. Соодветно позиционирање, примена на криотерапија и веќе од првиот постоперативен ден започнуваме со тие така наречени мобилизацијски постапки, односно па најпрво седнување на пациентот во креветот, било да станува збор за оперативни запади на колко од коленото, промена на зглобови или пак третман на лигаменти и до успешна вертикализација, односно застанување. Нормално со помагало, сега веќе тука зависи и од типот на операцијата, како видна протеза станува збор и се останато од што ни зависи колку би било оптоварувањето на самиот зглоб кој што е опериран, но за да тоа биде правилно изведено, ние имаме непречен контакт со ортопедските хирурзи, веќе во контакт со нив се договараме што сме и до која граница и тоа се спроведува. За да започнеме со користење на апарати за континуирани пасивни движења во зглобот, односно го раздвижуваат зглобот во тие флексија и екстензија кои што се потребни за да се добие нормалното движење кој што пациентот за почеток не може да го направи затоа што веќе чувствува болка, болка, страв се е тука споено на едно место, но со тек на првите 2-3 дена, веќе до четвртиот ден пациентите самостојно се движат нормално со помагала, дали со 30%, 50% или пак 100% оптоварување, зависно од видот на протезата кој што е поставен или пак третманот кој што е извршен и за да на моментот на отпуск може да се функционираат малку самостојно. Дали должината на рехабилитацијата зависи од возраста на пациентот? Или тоа не е секогаш така? Има ли повозрастни пациенти во одлична кондиција и помлади кои што... Па не секогаш е правило. Да, во право сте, затоа што се случува да имаме помлади пациенти, каде што да започнеме од стравот што е поголем прво од самиот оперативен третман, не доволно зајакната мускулатура, несоодветна соработка, да речеме, односно контактот меѓу физиотерапевтот и пациентот што игра многу голема улога во самата рехабилитација, самодовербата на пациентот, па се до пациенти кои што се доста повозрасни, успеваат уште од вториот ден да кажам да функционираат нормално, без проблеми, без болка може да се каже, да се движат слободно со помагало на слободно, за разлика од што сме имали со помлади пациенти со поголем проблем во тој поглед. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 023076 Почитувани од овој момент, вашите прашања се добре дојдени, еве заедно со мене да учествувате во креирањето на концептот на денешната Телма амбуланта. А се случува ли некогаш да се спроведуваат одредени процедури, третмани во рамки на физиотерапијата како дел од постоперативната рехабилитација и тие да не дадат резултат кај пациентот или пак да доведат до влошување? Апсолутно секогаш, значи не секогаш значи дека со извршената физиотерапија има извонреден резултат. Не секогаш зависи од начинот на интервенцијата, но исто така и од спроведената физиотерапија. Не дека можеби би наштетиле третманите кои што ги спроведуваме. Значи не може тие да наштетат? Па верувам дека колегите кои што го работат тоа се веќе соодветно едуцирани и ајде да се изразам дека знаат што прават, нели? Нормално знаеме што работиме, затоа имаме соодветно образование во позадина и искуството си го прави своето со текот на годините. Но сепак не секогаш оди толку брзо. Ние даваме максимум, но има некогаш некои пречки кои што може да го закочат процесот на рехабилитација. Например, што би можело да го закочи процесот на рехабилитација? Па ќе почнеме од изгубената самодоверба на пациентот. Тоа е доволно да пациентот неуспешно не ги прати насоките. Не сме некој да размислува јас ова не можам. Па јас го разбирам нивниот страв. Но сепак самодовербата е најважна затоа што ние можеме да дадеме се од нас, но доколку немаме позитивен фидбек од другата страна, нема успех по тој процес на рехабилитација нормално, но може да се земат како фактори дополнителни коморбидитети кај пациентите. Да речеме, веќе се оперира колка имаме проблеми со кардиоваскуларен систем, тука веќе сме ограничени до кој степен смееме да го оптоваруваме пациентот, нели? Тоа операцијата е успешно завршена и се е во ред, нели, во тој поглед, но сепак дали кардиоваскуларниот систем може да го издржи тоа? Односно тој физички напор кој што ние го бараме од пациентот за да се спроведе рехабилитација. Кај пациент со замена на колкот, со вештачки колку време е потребно за да се вертикализира, да може да почне да се движи? Па во најдобар случај 24 часа после операција. Само 24 часа. Да. Значи тоа е релативно брзо. Релативно брзо со тоа што доколку станува збор за цементна протеза, оптоварувањето е 100%, односно смее да згази со целосната тежина на телото.
користиме помагала, но сепак се вертикализира и почнуваме со едукација за одење. Предпоставам дека има одредени положби кои што не смеат да ги зазимаат додека седат или пак кога лежат. Апсолутно да, со тоа што бидејќи станува збор за голем зглоб на човековото тело, позицијата најчесто не секогаш е на грб, во соодветна поставена абдукција на нозете, односно благо расширени, се поставува перница меѓу нозете за да не дојде до доближување на една со друга нога и да нема прекрстување, односно префрлување на една друга нога врз друга, затоа што сепак може во најлош случај да дојде до луксација на зглобот. Кога има кршеници на коски, колку трае рехабилитацијата? Тука веќе рехабилитацијата е малку подолг процес и станува збор за, да речем, индивидуално да се процени. Сепак од пациент до пациент секогаш има разлика и тука многу фактори играат улога. Дали пред се да се земе во предвид како видна фрактура е кај пациентот, дали е само фрактура која што зараснува само од себе или пак ќе има потреба од оперативен третман понатака. И нормално возраста, состојбата на коските, односно дали се веќе остеопородични или пак станува збор за помлад пациент каде што создавањето на калус е побрзо за разлика од кај повозрастните пациенти. Значи правите индивидуална проценка. Апсолутно. И потоа индивидуално различни вежби посочувате кај различни пациенти. Така, значи проценката е секогаш индивидуална, затоа што од пациент до пациент секогаш има разлика. Првичниот програм за спроведување на физиотерапија е ист, но сепак јачината и оптоварувањето, односно физичкиот напор што треба да го даде пациентот се прави со соодветна проценка спрема состојбата во која што е пациентот. Почести ли се ортопедските процеси на рехабилитација кај пациентите или пак третирате и лица со мозочен удар, со срцев удар, дали кај нив е потребна физиотерапија? Така, конкретно ги земеме за пример пациентите после цереброваскуларен инсулт, односно мозочен удар, таму е неопходно да се спроведе физиотерапија, односно вежби и рехабилитација. Сепак тука веќе се прави план и програма со доктор невролог, односно до која граница од кога може да се започне, доколку станува збор за акутен случај. Најчесто во наша пракса започнуваме веднаш после 24 часа од состојбата. Од мозочниот удар? Да, со тоа што се прави проценка, односно се прави тест за функционална независност на пациентот, се движења, обем на движења кои што може да ги спроведе, дали имаме активни движења или воопшто нема движења, дали е целосна одземеност или пак е само пареза. Со тоа што се прави проценка веќе знаеме што би работеле понатака со пациентот. Во консултација со докторот се прави план дали ќе одиме само со мобилизацијски постапки и кинезитераписки вежби, односно раздвижување на зглобовите, за да го одржиме тој процес на физиолошко движење кај зглобот, односно да не настанат контрактури, или пак со тек на време се прави план за кога би се започнало со електростимулации и тој тип на физиотерапија. Зошто се потребни електростимулациите кај пациенти кои што преживеале мозочен удар? Така, со помош на електростимулацијата се стимулира мускулното ткиво, се прави соодветна мускулна контракција, се стимулираат нервните завршетоци за да го испровоцираме движењето кое што не може да го направи пациентот. Во последно време поинтензивно се користи третманот со функционална магнетна стимулација. Што е тоа? Станува збор за еден нестандарден тип на електростимулација, односно со стимулација со магнетно поле, не како класичниот магнет кој што се користи кај третман на фрактури, да речеме. Со тоа што, доколку земеме во предвид дека класичната електростимулација има 10 до 5 мм под кожата, односно навлегува, веќе со функционална магнетна стимулација стимулираме до 5 см во длабочина на ткивото, влијаеме на кожа, подкожа, нервни завршетоци, мускулно ткиво, па се до циркулацијата се стимулира кај пациентот. Но сепак, колку што има позитивни страни, секогаш има и контраиндикации кои што треба да се избегне тој тип на третман. Сега како контраиндикации најчесто се избегнува кај пациенти со вградени механички валови на срцето, пейсмејкери, односно дефибрилатори кои што се вградени исто така за срце, кај протези, кај ендопротези на зглобови или пак остеосинтетски материјал, но сепак во тој случај не е целосна контраиндикација, туку препорачливо е да се избегнува делот само каде што е поставена протезата и е попозитивна опција во користењето на електростимулација кај пациентите. Функционалната магнетна стимулација не се поставува фиксно електродата, туку може да се движи буквално по регијата, да речеме на екстремитетот, дали станува збор за рака или нога, по моторните точки, за да го добиеме движењето кое што сакаме да го добиеме. Се предизвикува буквално да се добие движењето.
Тоа се оваа функционална магнетна стимулација се применува на оној дел од телото што е послаб или на двете страни од телото. Сега зборуваме кај пациенти со мозочен удар. Така, па се третира послабиот дел, односно одземениот дел на телото, екстремитетите кои што се одземени. Таму каде што има слабост на телото. Така, а додека пак се работат вежби на здравата страна нормално. Се дава насоки за да може да се зајакне паралелно, да се зајакнува за да немаме запоставување на едната страна. Колку време обично е потребно за да се вратат моторичките функции кај пациентите со мозочен удар? Тука веќе нема за жал пишано правило. Се зависи од тоа колкава регија прво е зафатена централно, колкаво е оштетувањето на мозочното ткиво и сето тоа веќе од тоа зависи колку време било потребно. Некогаш се случува кај пациенти каде што е транзиторно, односно минливо да се за неколку дена да се вратат движењата побавно, но се враќаат речиси комплетно, па и кај пациенти до некаде 6 месеци па и повеќе. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден за гледачот. Еве можно да се вклучи во програма и да постави прашање на темата на која што говориме. Добар ден. Еве уште една шанса за гледачот да се вклучи. Добар ден. Нека се јави подоцна уште еднаш, нека се обиде уште еднаш, бидејќи имаме некаков проблем, не можеме да го вклучиме. Од што зависи, односно не од што зависи, туку кога кај пациентите со мозочен удар се постигнуваат најдобри резултати, во кој период обично? Дали првите месеци, првата година после мозочиот удар, може ли со физиотерапија да се постигне подобрување 2-3 години по ударот? Па најчесто колку порано се започне со физикална терапија, толку подобро. Колку зглобовите се фатат во почетната фаза кога не настанале контрактури, толку е полесно да се вратат и одржат тие движења. Колку повеќе се пролонгира состојбата, толку поотежнат е по самиот процес на рехабилитација кај тој тип на пациенти. И колку интензивна треба да биде рехабилитацијата? Колку често треба да се прават овие вежби? Па најчесто или третмани така, најчесто со магнетоелектростимулација. За почеток препорачливо е дури доколку е во можност 2 пати на ден да се работи. Тоа кога веќе станува кај пациенти кај што работиме во клинички услови, кога ни се во склоп на институцијата и се тука, ние работиме дури 2 пати на ден, некогаш и повеќе. Нормално, според хемодинамските параметри кои што ги имаме, доколку состојбата на пациентот дозволува да се работи поинтензивно, тоа што колку поинтензивно работиме, толку даваме поголема шанса за побрза рехабилитација. Значи уште во болнички услови треба да има интензивна физиотерапија да се постигнат вистински резултати. Така, се прави само соодветен план, соодветна програма што би се работело кај пациентот. Нормално не би работеле ние електростимулација можеби 3 пати на ден, но сепак доколку се искомбинираат тука кинезитераписки вежби, вежби со статични велосипеди, електростимулацијата, мобилизациите кај пациентите веќе тоа одзема доста време и за пациентот во текот на денот, односно доста му е потполнето времето за да може да се работи со него. Ке сите пациенти го спроведувате сето ова што го споменавте? Па сепак со претходно соодветно направен план. Доколку е можно сето тоа да се изведе? Колку минути статичен велосипед се применува или пак кинезитерапија и слично? Така, значи статичниот велосипед најчесто го применуваме 30 до 45 минути. Нормално пациентот е во лежачка позиција, но во лежачка позиција со тоа што се работи за долни и за горни екстремитети. Има опција да биде пасивно, да биде и активно движењето, доколку пациентот има свесни волеви движења барем со здравата страна, потпомага и на болната страна за да се врати тоа движење, доколку нема можност да се работи на пасивен принцип. Кинезитераписките вежби барем најмалку 45 минути до 1 час. А што паќат кинезитераписките вежби? Па тука веќе станува збор за активно потпомогнато или пасивно разлежување на зглобовите. Тоа што не може пациентот да го направи сам како движење, го правиме ние заедно. Тоа го работи со наша помош. Доколку е целосно одземена таа страна, односно немаме никакви движења, се работи пасивно, комплетно од наша страна, доколку има барем мал знак на движење, се бара од пациентот до одредена граница да го спроведе движењето, после понатака превземаме ние. Имаме гледач повторно. Се надевам овој пат успешно ќе се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за докторот, до емисијата. Ви благодарам. А и до водителката. Ви благодарам. Јас сум жена, 80 години. Така. Оперирана сум од колк. Во август, кај септември. Така, значи веќе речи си една година. По го скршив колкот. Ми оперисан колкот. После операцијата ме пратива на Вања, бев у Катланово.
Таму имав терапија и со масажа, и у базен, и со електрици тие што ги ставаат, и класични вежби, ама добра бев со колкот. Сега еве во еден месец, не месечно, 40 дена, имам паднато у дворот, у тревата и рака скршив. Повторно. Повторно злата, значи цела инвалидство. Сега ме интересира. Сега у понеделник треба да идам да го видат гипсот, да со 40 дена го носам више. Добра. На раката. Почна, дали кога паднав го стресов кукот, почна сега кога ќе одам, како да ми крца крп, како. А многу убава операција, докторот, нека да го поживи Господ, млад доктор беше. Така, успешна операција, успешна рехабилитација, но еве сега по падот имате проблем. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Што можете да кажете во овој случај, што секако дека би можела и некаква повреда да е на колкот направена? Значи, не би бил прв случај со кога имаме ние контакт да се случи за жал. После одлично завршена операција, после одлично завршена рехабилитација, поради X причини и трауми да настане повторно проблем во зглобот кој што е опериран. Дали веќе тука станува збор за изместување на протезата, дали станува збор за фисура или фрактура во тој дел на екстремитетот, тоа веќе мора да се провери, да се направи соодветен преглед, да се јави кај ортопед повторно, дали ќе треба да се направат дополнителни испитувања за да се види за што станува збор. Но сепак не би требало да се остави така, затоа што доколку има било каков проблем настана во тој дел на зглобот, мора што побрзо да се реагира. Така да се консултира со незиниот лекар кога ќе го извадат гипсот, и на оваа возраст кога има кршеница на рака, колку време се препорачува физиотерапија? Каква е вашата проценка? Се зависи од тоа во која, еве конкретно сега во овој случај да земеме како пример, станува збор за фрактура на горен екстремитет. Се зависи од тоа каде е фрактурата, колкава е, колку е формиран калусот, односно дали таа коска, колку е заздравена таа коска, да речеме, и од тоа се прави веќе проценка колку може да се оптоварува, односно до кој степен. Верувам дека доколку било поставена гипсена имобилизација, веќе тука имаме и ограничување во движењата кои што се настанати од самата имобилизација, и веќе тука ќе треба малце по-интензивен третман за да се изрехабилитира соодветно. Да вратиме повторно на физиотерапијата кај пациентите со мозочен удар. Потребно ли е тие да прават некакви вежби во домашни услови? Па веќе доколку пациентот е стигнат до моментот на отпуст, апсолутно дека е неопходно да се работи физиотерапија во домашни услови. Сега доколку веќе имаме со соодветна проценка направено дека пациентот може да го спроведува тоа со минимална помош, се врши едукација на семејството за да се спроведуваат вежби во домашни услови кои што сепак треба да го задржат тоа кое што сме го постигнале и да се водат кон чекор напред од тоа докаде што се стигнат, односно да не се вратат наназад со многу чекори, затоа што веќе тогаш би било многу потешко да се спроведе повторна рехабилитација. Ние стигаме до една фаза на рехабилитација во болнички услови, после тоа во отпуст, по отпустот апсолутно дека треба да се продолжи со физиотерапија. Дали тоа ќе биде со стручно лице во домашни услови доколку е неопходно, нели? Доколку пациентот не може сам да ги спроведува вежбите, или пак со помош на семејството, или пак самостојно доколку се минимално да речам нарушени движењата на екстремитетите со соодветно дадени насоки. Се случува ли да се вратат чекор назад од како ќе бидат испуштени од болница во домашни услови? За жал да. И не само кај тој тип на пациенти, туку различни видови на интервенции, пациентите доколку не ги пратат насоките кои што се дадени и не го спроведуваат тоа правилно, многу често се случува да се вратат наназад, па повторно да имаат потреба од нас за да се врати тоа што е веќе изгубено. Може тогаш да ги вратат оние вештини, способности што ги стекнале додека работеле со вас? Најчесто може, но на малце потежок пат. Ќе биде потребно повеќе време, Апсолутно потребно е време и упорност. И упорност, секако. Уште еден гледач имаме, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ако можете на консултација со докторот. Секако. Само да нагласам дека денешниот гостин е физиотерапевт. Да. Па сигурно може нешто да ми помогнете. Есента ја скршив ногата. Па имав оперативен захват на ногата. Добра е операцијата све. Немаше потреба и за терапија, мислам, за такви работи. Сега колку време плоските внатре во ногата се носат?
интересираат. Нема ни повреда, ни ништо. Имате некој прашање? Колку време не ја слушнам само Колку господинот? време што треба да носите на ногата? Плочки што имам натре. А плочките што ги имате? Да. Добро, Да. ви благодарам за вклучувањето. Ова претпоставам дека треба да хирургот да одговори на ова прашање. Се согласувам со вас. Веќе тука станува збор за работа на хирурзите кои што ја извршиле таа интервенција. И најчесто индивидуално, во многу случаи од искуство што сме го имале ние до сега и по жалба на пациентот. Има пациенти кои што се согласуваат доколку може да се извади, но сепак сакаат да не ги вадат тие остеосинтетски материјали затоа што не се спремни да подлегнат повторно на некаква интервенција. Така. Но има пациенти кои што и после соодветно зараснување, после една година во консултација нормално со ортопедскиот хирург кој што е извршил интервенцијата се договараат и ги вадат остеосинтетските материјали. Може физиотерапијата нормално да се спроведува као овие пациенти кои што имаат дури и неопходно. Така, неопходно е. Ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта, ќе проговориме и за физиотерапијата кај пациентите со кардиоваскуларни болести. Останете на Телма. Никодин Велјановски, специјалист физиотерапевт во Жан Митрев клиник, е денешниот гостин во студиото на Телма. Разговараме за физиотерапијата после оперативните зафати. Во продолжение, Никодин, ќе проговориме за кардиоваскуларните болести и операции. Дали и во овој случај е неопходна физиотерапија? Па доколку станува збор за кардиоваскуларно заболување, не секогаш е неопходна физиотерапијата, но кога веќе разговараме за кардиохируршки операции, односно операции на отворено срце, е тука физиотерапијата има и текако значајно место. Односно самиот процес на пред и постоперативна рехабилитација. Конкретно кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања може да се споменат тука пациенти со постинфарктни состојби. Тука веќе се даваат насоки нормално во консултација со кардиологот кој што го води пациентот, затоа што значајно е да се знае во која состојба е самиот пациент, комплетна на негова клиничка слика, во која состојба е срцевиот мускул, односно какво оптоварување може да поднесе. Најчесто во тој случај се даваат насоки за лесни респираторни вежби спроведување, односно даваме вежби со дишење. Вежби за дишење најчесто, вежби со поттикнувачки спирометар за подобрување на белодробниот. Спирометар е една направа во која што се дува? Во овој случај е обратно, направа во која што се влече, односно има за цел да се подигнат топчиња нагоре, има 3 топчиња во самата направа, за да се подигнат при инспириум, односно вдишување, да се повлече, да се подигнат топчињата нагоре, тогаш знаеме дека имаме успешно спроведена една вежба. Со тоа што на тој принцип се подобрува белодробниот капацитет, односно се дава притисок за да се наполнат белите дробови, долните партии на белите дробови со воздух. Исто така благи кондициони вежби, односно движење, користење на тредмил лента, но со сепак ограничување без максимално форсирање, нормално, се во согласно со состојбата во која што се наоѓа пациентот. Додека кога веќе станува збор за кардиохируршки пациенти, процесот на физиотерапија е малце по, ајде да речем, комплексен, односно бара поголемо внимание, со тоа што средбата со пациентите уште ни е ден до два предоперативно. Тука веќе не само во поглед на едукација што би се работело после операцијата, но се дискутира и за самите, започнуваме со заштитни позиции за протекција на стернумот, односно на граната коска, како правилно треба да се движат, кои движења се дозволени, кои се ограничени, за да не дојде до дестабилизација на коската постоперативно, затоа што сепак се отвара комплетно градниот кош при спроведување на кардиохируршка операција, но како и секоја друга коска и стернумот му треба доволно време за да зарасне. Иако се затвора соодветно и се шие тој дел на коската, но сепак мора да се внимава, како и при поставување на остеосинтетски материјали на екстремитети, кога внимаваме со оптоварувањето, истото важи за градниот кош. Со тоа што пациентите се едуцираат уште предоперативно за правилни позиции на станување, седнување, легнување, позицијата на лежење, кои движења со горни екстремитети до која граница се овозможени постоперативно, односно кои се во граница на нормала да не би направиле штета на градниот кош и нормално респираторните вежби. Тука веќе даваме големо значење на респираторните вежби кои што се спроведуваат постоперативно, како што го споменавме поттикнувачкиот спирометар кој што навидум личи на играчка, а и текако има големо значење во правилната рехабилитација, односно подобрување на капацитетот на дишењето постоперативно.
Многу е интересен моментот што предоперативно пациентите даваат максимум од себе и можат да ги спроведуваат вежбите многу лесно, но веќе постоперативно се менуваат работите, дури се изненадени самите зошто е тоа така, но тука веќе играат улога многу фактори. Да не зборуваме за самиот рез што е на градниот кош направен, веќе не дозволува да се наполнат белите дробови со полн капацитет, односно болката ги ограничува, но сепак тука сме ние за да дадеме правилни насоки, за да не се ограничи да не дојдеме до дополнителни компликации во поглед на белите дробови, конкретно, односно најчесто што се појавуваат се ателектазија, односно слепување на волите, односно на белите дробови внатре, па после тоа е потребно повеќе време додека се даде соодветен притисок при спроведување на вежби за да се отворат белите дробови за да го вратиме комплетно капацитетот, односно да може да се наполнат целосно со воздух. Интересно е што најчесто според доколку е добра хемодинамската состојба кај тој тип на пациент, односно кај кардиохируршките пациенти, постоперативно започнуваме со работа уште утрото после операција. Веднаш, значи. Да, доколку комплетната состојба, односно клиничката состојба дава зелено светло да се спроведе физиотерапија, во консултација со лекар на смена, со анестезиолог се договараме, ја спроведуваме физиотерапијата, се започнува со најчесто се применуваат мобилизацијски постапки пред се до рабна кревет, за да пациентот промени позицијата да може да се олесни дишењето и веќе се работат респираторни вежби со перкусиона терапија, вибротерапија, се олеснува да се раздвижи секретот кој што останат во белите дробови за да може полесно да се искашла, инхалаторна терапија и нормално континуирани вежби со потикнувачки спирометар во текот на денот или што би рекле ние минимум 300-500 пати дневно. Имаме гледач, повторно ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден, поздрав до студиото. Ви благодарам. Ве молам едно прашање, значи после повреда на десната шака, 4 прсти ги повредив веднаш после зглобот, значи тука се 4 прсти оперирани се. После операцијата добро се заврши, значи јас ги мрдам, ја потребувам делумно раката, меѓутоа бев и на неколку пати на терапија, во 8 септември бев и на бање, значи максимум правам и со помагала дома, меѓутоа се уште не можам прсите да ги свиткам во тупаница. Тоа многу тешко иде, као да има некоја вкочанетост во средните зглобчиња на прстите. Ве молам дали доктор може нешто да ми каже. Некакви насоки што би можеле понатаму да преземете за да ви се подобри состојбата. Ви благодарам за денешното вклучување во Телма амбуланта. Повелете, Никоти. Така, значи со оглед на тоа што ни го кажа пациентката, претпоставам дека станува збор за контрактури кои што се настанати во малите зглобови на шаката. Тоа веќе тука е тоа ограничување, односно неможност да ги свитка прстите комплетно. Со самиот процес додека се носела имобилизација, веќе ограничено движењето е многу полесно, бидејќи станува збор за помали зглобови, многу е полесно да дојде до контрактура во таа регија. Сега верувам дека покрај самото ограничување станува збор за доста болна состојба. Веќе самиот напор кој го даваме ние како терапевти за да го добиеме тоа движење кон пациентот, верувам дека боли затоа што движењето е многу ограничено и доста е баш како затегнато, но мора да се биде да бидеме упорни, мора да се даде максимумот, затоа што само на тој начин може да го вратиме движењето кое веќе тука е ограничено, а не е изгубено можеби целосно. Ограничување имаме, но не е целосно изгубено. Каква физичка активност можат да спроведуваат пациентите во домашни услови, оние кои што имаат некаква кардиохируршка интервенција или пак интервенција воопшто на кардиоваскуларниот систем? Бидејќи многу се плашат, велат смеам ли да се движам, да трчам, да спортувам. Што советувате? Дали секоја физичка активност би била бенефит за кардиоваскуларното здравје или не? Така, најчесто нашата пракса до сега веќе покрај тоа што ние работиме најчесто со кардиохируршки пациенти, односно најголемиот број на пациенти ни е од тој карактер. Веќе до моментот кога ги отпуштаме од болница се речиси оспособени за нормално функционирање во секојдневните активности. Се дозволува физичка активност нормално. Најчесто ние имаме проблем со тоа што сега јас сум опериран, одам дома, легнувам и не правам ништо. Напротив. Повеќето сметаат дека треба да мируваат. Така, но сепак тоа може само да доведе кон
други коморбидитети и оштетувања, да речем, на организмот, влошување на состојбата. Од самото лежење можеме да почнеме со тоа што веќе води кон за задржување на секрет во белите дробови и води кон инфламаторни промени на белите дробови, нели, што не сакаме да се случи тоа. Но благите физички активности, раздвижување за почеток низ домот, што почесто седење и спроведување на респираторни вежби имаат многу големо значење во тој процес на рехабилитација веќе по отпуст од хоспитализација, односно после интервенција или кардиохируршка операција. Далеку од тоа дека пациентот треба да само лежи и да не прави ништо. Се извршува нормално секојдневните активности и постепено се дава акцент на зголемување на таа физичка активност од, да речем, ајде, од месец на месец, за да после 3 месеци се врата целосно во најнормално физичко функционирање. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до сите вработени во Телма. Благодарам. Емисијата е прекрасна. Благодарам. Затоа што е за еден од клучните проблеми во речиси во секое семејство. Диагнозата ми е коксартроза на колкови и на колената. Прашањето до докторот ми е дали овие суплементи што на интернет ги гледаме, Snail комплекс, Колбекс од полжав, Хербалаурум како гел за масажа, помага за заздравување на раскавицата на зглобови. Така, ви благодарам за вклучувањето. На денешниот гостин како физиотерапевт ќе даде насоки за овој проблем. Помагаат ли овие средства? Така, значи господјата спомна дека има коксартроза на двата колкови и артрозни промени, односно гонартроза на двете колени. Тоа значи раскавицата дека е Така, тоа се веќе промени во раскавицата и во самиот зглоб, но тука играат веќе улога многу фактори. Пред се не би коментирал околу квалитетот на производите кои што се нудат на пазарот, нели, на секаде наоколу. Сепак тоа доколку ги добијат по препорака на доктор, нормално дека пациент како пациент ќе ги проба да види дали би имало ефект, се за да се избегне тој момент на оперативен третман. Но многу фактори играат улога. Се зависи од тоа колкаво е оштетувањето во зглобот, колку пациентот го ограничува во извршувањето на секојдневните активности. Ние веќе имаме пациенти кои што имаат артрозни промени, но функционираат се уште нормално, имаат блага болка, но не ги кочи да функционираат во секојдневните активности нормално, но веќе има пациенти каде што има мали промени, но ограничувањето во движењето е многу големо. Тука игра улога и состојбата на коската, игра улога и возраста, така да од се зависи дали ќе се третира конзервативно или оперативниот третман е веќе после одреден период неизбежен. Со правилно спроведена физиотерапија, со користење на суплементи, како што спомна господјата, можеби ќе се пролонгира периодот за да се олесни квалитетот на живење се до тој момент додека би било можеби неопходно да се направи оперативен третман. Бидејќи раскавицата не може да се регенерира, така, тоа веќе се оштетува, се зависи во која возраст и која е причината од која што дошло до тоа повеќе фактори се во прашање. Да преминеме на абдоминалните хируршки зафати, операциите на стомак, ги има од најразличен тип. Дали е потребно и тука да се спроведува некаква физиотерапија? Еве, например, жените кои што се породиле со царски рез, треба ли да побараат физиотерапија? Апсолутно. Со оглед на тоа дека станува збор за абдоминална мускулатура, со самиот рез кој што се прави при било која интервенција, дали станува збор нели за царски рез или пак за оперативен третман на некои абдоминални проблеми, веќе имаме нарушување на интегритетот на мускулатурата. И самата таа болка веќе дава знак до мозокот дека треба да се ограничиме во движењата. Нормално тоа е рефлексно и не можеме ние да одиме против тоа, сепак кога станува збор за царски рез конкретно, резот е голем и самото движење веќе е отежнато. Нормално, потребата од соодветни вежби, соодветни насоки за правилно движење, користење, се даваат совети за користење на помагала кога имаме фаза на првите 3-4 дена по зараснување, почеток на зараснување на раната, се дава насоки за користење на појаси, со тоа што се дава компресија на абдоминалната мускулатура, со што би се олеснило движењето кај пациентките во тој случај. Нормално, од големо значење и насоката за вежби за дишење, односно да се избегне тоа абдоминално дишење кое што предизвикува дополнително болка да се појави кај пациентите, туку се дава насоки за дишење преку граден кош. Како изгледа тоа дишење? Па сега не би го демонстрирале нели тука. Сложено ли е? На диафрагма треба да се дише, така? Диафрагмално дишење веќе кога имаме многу полесно, но не се дава напор на абдоминална мускулатура.
Но кога вдишуваме, а се Како тоа свесно можеме да го контролираме? да, може да се контролира со правилни насоки на дишење, се дава насоки нели за да не се форсира абдоминалната мускулатура, односно самото тоа растегнување на мускулатура дава дополнително болка. Сега интересен е моментот што ние многу често не ги поврзуваме тие работи, но има случаи кај пациентки, еве конкретно со царски рез, каде што резот е на абдомен, нели, имаат ограничени движења, еве можам да споменам во рамо. Звучи чудно за почеток, но ако ја земеме во предвид фасцијата, односно обвивката на сите мускули и органи по телото, кој што е непречено поврзана низ целото тело, при самото зараснување на раната, доколку не е соодветно третирана, се собира, да речем, се грчи на тоа место, влече по мускулатура нагоре и ограничува други движења. Дали тоа ќе биде проблем во рамо или нарушена постура или одиме подзгрбавени, да речеме, тој поглед, навидом звучи интересно, да, не е можно да е од тоа, но доколку се да се размисли малце на пошироко во тој поглед, со третман на раната од царскиот рез може да добиеме подобра постура. Некои жени после царски рез се жалат дека горниот дел од абдоменот им е малку абдоменот, односно мускулатурата над раната им е малку поопуштена. Зошто тоа се случува, може ли со физикална терапија да се реши? Тука веќе може да се применуваат кога е веќе зарасната раната соодветно, по одреден период нормално во консултација со докторот кој што извршил интервенцијата, ако даде зелено светло, веќе можеме да спроведуваме вежби за зајакнување на абдоминална мускулатура. Значи само со зајакнување на абдоминалната мускулатура ова може да затоа што веќе таа мускулатура поради нели носењето на плодот е растегната. Нормално не е исто како што било претходно, тука се дава простор за да се носи плодот за време на бременоста и веќе треба време и соодветни вежби за да се врати мускулатурата на место. Со тоа што веќе во помодерно време се користат третмани конкретно со апаратот за функционална магнетна стимулација, за тонизирање на зајакнување на мускулатура. Дали тука ќе станува збор за абдоминална мускулатура, надколеници, веќе тука влегува во поглед на естетика на пациентите. Значи тоа е вежбање на мускулатурата со помошна апаратот. И е доста ефикасно. Ви благодарам за сите совети и препораки што ги дадовте денеска во денешната Телма амбуланта. Благодарам и на вас. Чести задоволство и би сакал нели што поскоро да се видиме повторно. Се надевам дека почесто ќе се гледаме во студиото на Телма и дека ќе обработуваме вакви интересни теми. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Тука го заокружуваме денешното издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Гледајте на секој работен ден на Телма во 12 часот и 45 минути, бидејќи заедно учиме за здравието. Имајте пријатен ден.